нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине. Така ја учевме ние оваа песна, а нашите предци, на кои што денеска им се поклонуваме, рамо до рамо со светската антифашистичка коалиција, се борија против нив и се изборија за онаа што денеска го имаме: држава, идентитет, јазик, собствена култура, живот, соживот, Македонија. Премиере, членови на владата, представници на законодавната, извршната, судската власт, кабинетот на председателот, почитувани борци од Народно-ослободителната војна, представници на АРМ, членови на кабинетот на председателот, дами и господа, другарки и другари, драги мои кумановци, членови на гостинските делегации од градот Прилеп, градот Херој. Добре дојдовте во Куманово. На овој ден пред точно 81 година, нашите храбри кумановци, но и граѓаните на Прилеп, го означија почетокот на борбата за слободна и независна Македонија. На овој ден пред 81 година, почна Македонската револуција и отпорот против германскиот, бугарскиот, италијанскиот фашистички окупатор, подпомогнат од домашните колаборационисти, балистите и четниците. Денес одаваме големо признание на Карпош, Шабани, Менков, Нацева и останатите борци кои со својата храброст, достоинство и собствена жртва ни го трасираа патот кон самостојна држава, но и ни покажаа како се сака, цени и бори за собствената држава. Денес одаваме почит на сите учесници во НОП, кои ни покажаа како треба да ја чуваме, вреднуваме и како треба да ја уважуваме нашата Македонија. Историјата на Куманово е многу позната за сите нас. Револуционерен и слободарски град. Град со напредни идеи и херојски дела. Куманово од секогаш бил град на соживот, на вистински вредности, на грижата кон историјата. Куманово е темелот на нашата македонска државност. 81 година подоцна, Куманово продолжува да го носи епитетот револуционерен град, но исто така, како горди кумановци, продолжуваме да го реализираме и аманетот што ни го оставија нашите предци, а тоа е да ги почитуваме и негуваме македонската историја, македонскиот јазик, идентитет и нашата култура. 11 октомври е голем символ и силен подсетник за македонската државност. 11 октомври не задолжи сите нас да продолжиме по вистинскиот пат, да не се откажуваме од македонската историја, нашите национални вредности, од собствениот идентитет и јазик, но во исто време со силен интензитет да продолжиме да се бориме за подобар живот на нашите граѓани и силен развој и напредок на државата. Денес, кога во Македонија, како печурки никнуваат клубови, спонзорирани од други држави, кои ги носат имињата на тогашните соработници и партнери на фашизмот, ќе го цитирам нашиот прв македонски председател, господинот Киро Глигоров. Македонија е се што имаме. И да, така е. Македонија е се што имаме. Сите ние доаѓаме и заминуваме, но Македонија останува. Но од оваа генерација на политичари зависи каква Македонија ќе имаме. Со какво уредување и на каков пат ќе оставиме на идните поколенија.
Денес сме сведоци во лулката на демократијата во Европскиот парламент за обид и силна негација за постоење на македонскиот јазик, за подкопување на македонската историја и систематска бугаризација на македонскиот народ. Оваа генерација на политичари треба да го трасира европскиот пат. На тој пат ќе бидеме соочени со многу стапици, премрежја, сопки и ниски удари. Но ние треба да донесеме одлуки. Тие одлуки не смеат да бидат на штета на државните и на националните интереси. Сите се бориме за европските вредности, сите се бориме да бидеме дел од големото европско семејство. Но таму треба да влеземе гордо, достоинствено, како македонци кои говорат македонски јазик. Нашите одлуки денес се наследство за идните генерации, но тие треба да бидат мудри, стабилни, рационални, но и патриотски и државотворни. Дали можеме сите заедно да направиме подобра Македонија? Можеме. Дали можеме сите заедно да овозможиме подобар живот за младите? Можеме. Дали можеме сите заедно да водиме грижа за државата, движејќи ја Македонија кон европското семејство? Можеме. Само треба меѓусебно да се слушаме и взаемно да се почитуваме. Куманово е мултиетничка општина, што ги спојува сите етникуми. Се грижи за секој еден граѓанин подеднакво, без разлика на националноста, верата, политичката или било каква друга припадност. Граѓаните заслужуваат подостоинствен живот затоа што за тоа се бореле и нашите предци, а за слободата, еднаквоста и правдата ги давале и своите животи. За сретна Македонија, за сретни граѓани на Македонија, за сретни македонки и македонци. Почитувани, како градоначалник на Куманово, но и градоначалник на оваа наша татковина, ве повикувам сите заедно да се вградиме во развојот на државата, заеднички да носиме одлуки, да овозможиме стабилност и сигурност, дека државата е на вистинскиот пат, таму каде што природно припаѓа во Европската Унија. Да работиме посветено и неуморно во обезбедување на поквалитетен живот, заеднички да се грижиме за историјата, за државноста, а секој 11 октомври да биде горделив празник, носејќи паметни и исправни заеднички одлуки. 11 октомври е нашиот светол ден и таков ќе остане. Борбен, револуционерен и слободарски. Нека ни е честит денот на народното востание, да живее Македонија, да живеат граѓаните на Македонија.